Добро вечер, најново издание на Дневникот, во него ќе гледате. Капацитетот на браните исполнет 30%, но вода ќе има. 7 улици годинава ќе бидат делумно реконструирани. Градскиот базен повторно отпочна со работа. Капацитетот на браните Липково и Глажња е исполнет само 30%, но вода ќе има. Нема потреба за грижење, велат надлежните од Кумановско-Липковско поле. Намалената количина на вода се должи на два фактори. Повеќе во прилогот во продолжение. Врнежите во Кумановско-Липковскиот регион последниве денови дадоа надеж дека во идниот период до почетокот на сезоната ќе има доволно количини на вода, иако во моментов капацитетот на браните Глажња и Липково е околу 30%, информираат надлежните. Директорот на водостопанство Кумановско-Липковско поле Илиевски потврдува дека за овој период е мала оваа количина, но сепак појаснува дека граѓаните не треба да се грижат, бидејќи ќе има доволно вода за Куманово. Се надеваме дека во идниот период ќе има поголеми врнежи од дожд и снег и дека ќе успешно и ќе отпочнеме сезоната. За малата количина на капацитетот на браните се должи и на тоа што во изминатиот период од септември до и сега ние не ја затворивме третиот вод байпас до водовод и целата количина на вода која е потребна на ЈП водовод Куманово се користи од водостопанство. Ова беше донесена одлука од наша страна со цел на водовод да му помогнеме да не користи електрична енергија. Знаете дека на пазарот електричната енергија е со енормно високи цени, за да му помогнеме на јавното предпријатие и да финансиски да не го дестабилизираме. Од 1 декември наваму ЈП водовод има подпишано договор со ЕСМ за повластени цена на струја и сега во идниот период, доколку продолжи ваквата состојба на браните, ќе го затвориме байпас, но тоа ќе биде во месеците март и април и потоа повторно ќе биде пуштен. Илиевски посочи дека кумановци нема да бидат оставени без вода за пиење. Согласно законот за водостопанство, водата првин се користи за пиење, потоа е техничката вода, па дури потоа е наводнувањето. Ние се надеваме дека ќе ги услужиме и земјоделците, затоа што покрај водата треба и храна. Во просек со завршеток на месец јануар треба да е исполнета 50 до 60% капацитетот на вода. Во водостопанство има такво искуство. Пак ќе повторам, граѓаните на Куманово воопшто да не се грижат, вода за пиење за градот ќе има. Финансиската состојба во водостопанство рече дека во моментов е стабилна. По повторното активирање на работите на железничката пруга Куманово-Белјаковце продолжува и реконструкцијата на дел од мостот на улицата Ѓорче Петров на влезот во населбата Перочича. Повторно е во функција само една коловозна лента, а сообраќајот го регулира времено поставен семафор. Реконструкција на постоечкиот железнички подвозник и изградба на нов патен надвозник започна во 2019 година, пошто тогашната градежна фирма ја повлече својата механизација и не ја заврши оваа фаза. Општината со своји средства ја стави во функција коловозната лента, а против инвеститорот информираше дека ќе поведе постапка за надомесна штета, бидејќи беа пробиени сите рокови. И Министерството за транспорт и врски информираше дека ќе покрене постапка против германската фирма. Во текот на годинава делумно ќе бидат реконструирани 7 улици кои се опфатени со планот за одржување на јавните патишта во општина Куманово за 2023. Лани беа одвоени 20 милиони денари од општинскиот буџет за санација на 9 улици.
7 улици во Куманово се опфатени со планот за одржување на јавните патишта во општината за 2023 година, кој што беше усвоен на последната седница на Советот. За санација и крпење на дупки на патиштата минатата година беа одвоени 20 милиони денари од општинскиот буџет. Делумна реконструкција беше извршена на 9 улици. Годинава ќе бидат санирани 2 улици помалку од лани. Ќе гласаме за улици кои се предвидени во 2023 година да бидат реконструирани, односно гребени. Тоа е дел од булевар Трета МУП, дел од улица Христијан Тодоровски Карпош, улица Киро Антевски, улица Михајло Пупин, улица Егејска Македонија, улица Николов Вапцаров и улица Студена вода и краци во село Доброшане. Барам ако може во предлог план за одржување на јавни патишта во Општина Куманово за 2023 година, ако може да биде додадена улицата Франц Розман за реконструкција. И мислам дека веќе и запознаен раководителот, повеќе пати наназад му имам кажано, ако може да влезе во овој план. Вашето барање за вклопување на улица Франц Розман во оваа програма не е можно од причини што овдека се работи исклучиво за санација или менување на одредени поголеми платна. Франц Розман треба целосно да се реконструира, за таков еден проект е потребно да се направи проект за реконструкција. Ние како сектор ќе земеме обврска да нарачаме проектна документација и во наредниот период истата ќе биде вградена во нашата програма. Не се работи за реконструкција на цела улица, него за платно, за еден дел. Има пропаднат асфалт и се собира вода. Доколку се оштетувања од помал обем, значи ќе излезат стручните служби, ќе ја констатираат фактичка состојба, бидејќи ние имаме и дополнителни средства, не се сите распределени, од останатите ќе ги санираме ударните дупки за кои вие зборувате. Во 2022 година делумно беа реконструирани улиците Јане Сандански, Трајко Јовановски, Тане Георгиев, Жикица Јовановиќ, Шпанац, Васил Антевски, Сава Ковачевиќ, Драган Стопаревиќ, Титова Митровачка и Тоде Мендол. Општинската организација на Црвен крст Куманово објави конкурс за обука на личен асистент на лица со попреченост. Се повикуваат сите заинтересирани лица кои сакаат да поседуваат обука и да се стекнат со верификуван сертификат да аплицираат до 10 февруари. Кандидатите треба да се државјани на Македонија, да се на возраст од 18 до 65 години, невработени со минимум завршено средно образование, да имаат општа психофизичка способност за работа и да бидат мотивирани да работат со лица со попреченост. Може да се пријават на телефонскиот број 031 424 179 или на електронската адреса kumanovo@redcross.org.mk. Пријавените ќе бидат повикани на интервју, информираат од Црвен крст на Куманово. Од денеска повторно е во функција градскиот базен Куманово. Извршени се поправки, уредувања и базенот е подготвен да ги прими клубовите, учениците, граѓаните. Соопштија надлежните од јавното претпријатие Куманово паркинг, кои од неодамна менаџираат со комплексот. Цената на билетите останува иста, како и претходно. Еднодневниот билет е 150 денари, месечно е 3000 денари. Градскиот базен од денеска повторно е отворен за рекреативните пливачи, клубовите, учениците. Цената на билетите останува иста како и претходно. Еднодневниот билет е 150 денари, месечно е 3000 денари, соопштија надлежните од јавното претпријатие Куманово паркинг на денешната пресконференција. Пред отворањето на базенот извршен е делумен машински сервис, а планирани се и дополнителни зафати и сервисирање, информира директорот Сашо Петрушевски. Делот машинскиот дел, каде што требаше да се направи одреден сервис, во некоја мера е направен, значи очекуваме уште неколку зафати на тој машински дел, затоа што знаете дека сите тие машини и опрема се сервисира. Значи еден дел е сервисиран, за некој дел очекуваме некои филтери од Австрија и од Хрватска, бидејќи овдека ги нема во нашата држава. Исто така и градежно е подобрен, значи искречено, исчистено, ги видовте и муралите кои се наместени, значи освежене во тој дел
и мислам дека за 10 на 15 дена ќе ни стигнат и тие делови да можеме да го средиме комплет машинскиот дел, а хигиената ќе биде на највисоко ниво, топлината на базенот каде што ќе пливаат и ученици и граѓаните ќе биде максимално во однос на пропишаните правила за градскиот базен и за сите базени во Република Македонија, така да мислам дека условите ќе бидат максимално подобрени. Петрушевски најави дека во наредниот период ќе бидат инвестирани 5 милиони денари за поставување на фотоволтаици и дополнителни 5 милиони денари за вградување на топлотни пумпи на базенот. Во поразвиени држави базените функционираат со блок дотација од држава, од општина, и ние работиме на тој систем, со тоа што една работа е многу битна. Во наредниот период интенција и намера да базенот во дел на енергетската ефикасност биде 100% независен од газ и од струја. Затоа се и овие средства од 10 милиони денари, со тоа што дел ќе одат за топлотни пумпи, каде што протокот на електрична енергија или ефикасноста ќе се зголеми за 50% во однос на потрошувачка, а со вградување на еден дел на фотоволтаици ќе произведуваме електрична енергија за наши потреби. Значи, мислам дека постапката е во тек и во наредниот период од месец и пол би требало веќе да почне да се вградува. Затоа и го отворивме базенот, со тоа што во наредниот период од средства на буџетот да дополниме со дел од фотоволтаици, бидејќи е потребна поголема количина, затоа што се троши поголема енергија, и во наредниот период од година-две нашиот градски базен да биде независен. Со тоа што тоа ќе биде инпут во активностите на базенот, во сите бенефиции кои ќе ги уживаат граѓаните и клубовите и учениците во основни и средни училишта, затоа што и топлината и сите оние работи кои зависе од енергија ќе можат да бидат на повисоко ниво. Базенот беше затворен од 18 октомври минатата година поради високи сметки за електрична енергија и газ. Риболовното здружение Макдам од Куманово во соработка со Општинската организација на Црвен крст Куманово организира крводарителска акција која ќе се одржи утре во просториите на Центарот за култура. Традиционалната акција ќе почне во 9, а ќе трае до 16 часот, информираат од Општинската организација на Црвен крст. Организаторите се задоволни од интересот за нивните акции кои се поддржувани не само од нивните членови, туку и од граѓани на Куманово, а во последно време се повеќе и од женската популација и младите кумановци. Повеќе од 90% од учебниците се доставени. Идната учебна година ќе нема доцнење, вели министерот за образование и наука Јетон Шаќери. Повеќе од 90% од учебниците се доставени за прво, второ, четврто и пето оделение, во кои децата учат според нови наставни програми, согласно со концепцијата за основно образование од 2020 година, рече министерот Јетон Шаќири и соопшти дека деновиве се доставуваат и последните учебници што недостигаа. Идната година со нови наставни програми, согласно концепцијата ќе бидат опфатени трето и шесто оделение, а Шаќири уверува дека сите учебници ќе бидат доставени на 1 септември, односно ќе бидат запазени роковите. На почетокот на учебната 2022-2023 година, поради доцнење на учебниците, учениците во овие оделенија добија материјал за учење за прво тримесечје. Шаќири информираше дека за прво оделение се доставени учебници по сите предмети и за сите наставни јазици, освен за предметот општество кој изминатата недела е одобрен во Националната комисија за учебници. Не беше одобрен поради некои законски постапки, забелешки на рецензенската комисија и други комисии вклучени во постапката за одобрување еден учебник. За да продолжи на печатење треба да помине низ процес на жалби во рок од 15 дена од другите автори, ако не се задоволни со одлуката за избор на учебникот, рече Шаќири. Во второ оделение дистрибуирани се сите учебници освен за предметите математика и општество, кои, рече денеска и утре, се доставуваат во сите училишта. За четврто оделение, како што рече, сите учебници се доставуваат
предоставени, а за пето освен за македонски јазик. За овој предмет, појасни министерот, на двата огласа од Националната комисија за учебници и педагошката служба не бил пријавен ниту еден автор и е формирана група на автори. За идната учебна година, согласно концепцијата, нови наставни програми треба да има и за трето и шесто оделение и согласно нив да се подготват и нови учебници. За трето оделение повикот за автори е објавен во ноември. Се уште не е пуштен повикот за шесто оделение, затоа што ги очекуваме наставните програми. Кога ќе ги достави Бирото за развој на образование, веднаш ќе биде објавен повикот за автори за учебници. Со запишување на трето и шесто по новата концепција, мислам дека ќе ги имаме сите учебници во септември, зашто нема оправдување за временските рокови кои се законски, додаде Шакири. Во однос на корекциите во учебниците што се во употреба, зашто МОН отвори електронска адреса за реакција од јавноста и пријавување грешки, одговори дека примени се забелешки за два учебника за кратенката ДУИ во учебникот по предметот албански јазик за пето оделение. Донесена е рече одлука за корекција од педагошка служба и е направена исправка во електронската форма на учебникот, а дека ќе се најде начин да се достави дополнителен материјал за корекција на учебниците во печатена форма кои се кај учениците. За учебникот по предметот Историја и општество за пето оделение, пак во кој беа увидени неточни податоци, појасни дека забелешките кои стигнале до МОН се доставени до авторите, објавиле повик за рецензенти на кој не се пријавил никој. Министерството за внатрешни работи ги информира граѓаните и правните субјекти, односно собствениците на возила, на обврската дека заклучно со 12 февруари идната година мора да извршат промена на регистарските таблички со ознаката МК со ознаката НМК. Согласно Законот за возила и Правилникот за форма и содржина на образецот на барањето за издавање на пробните таблици, формата и содржината на регистарските таблици и на пробните таблици, како и начинот и постапката на нивното издавање, сите сопственици на регистрирани возила се должни да ги заменат регистарските таблици кои ја содржат буквената ознака МК, издадени до денот на отпочнување со примена на овој правилник. Односно, таквите таблички може да се употребуваат најдоцна до 12 февруари 2024 година. Во продолжение вести од Македонија кои ги подготви Снежа Петковска. Лидерот на Алијансата за албанците Арбен Таравари вчера во владата се сретна со премиерот Димитар Ковачевски, со кој разговарале за евентуално проширување на владиното мнозинство. Како што соопшти Таравари по средбата, Алијанса за албанците е се поблиску до влез во владата. Програмите се усогласени, а наред се кадровските решенија. Партиското раководство на Алтернатива вечерва на средба во Гостивар ќе одлучува какви чекори ќе преземат во однос на евентуалниот влез на Алијансата за албанците во владата, потврдија Замија од партијата. Во однос на распределбата на ресорите, лидерот на Алијанса посочи дека како партија имаат најдобри кадри за Министерството за здравство. И премиерот Димитар Ковачевски синоќа пред состанокот на извршниот одбор на СДСМ напомена дека во најголем процент се усогласиле со Алијанса за албанците, нагласувајќи дека во делот на сите други аспекти од можна соработка, разговорите ќе продолжат. Тој посочи дека со Таравари се разговарало за скрининг процесот со Европската Унија, председавањето со ОПСЕ, стратешкиот диалог со САД, владењето на правото, реформските закони, финансиската контрола, намалување на злоупотреба на балансерот за вработување, рамномерен регионален развој. За кадровски решенија, исто како и Таравари и Ковачевски рече дека не се разговарало. Полициски службеници веќе 2 дена ја обезбедуваат црквата Свети Спас, во чиј двор е гробот на македонскиот великан Гоце Делчев, со намера да се спречи граѓаните само организирано да се соберат на чување стража во сабота на 4 февруари. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски вчера ги повика граѓаните да не потпаѓаат на повиците од ВМРО ДПМН за чување на гробот на македонскиот револуционер, потенцирајќи дека тоа е стриктно работа на полицијата и никому нема да му биде дозволено да биде над државата. На чествувањето на 151-та годишнина од раѓањето на Делчев ки присуствува целиот државен врв со председателот Стево Пендаровски и премиерот Димитар Ковачевски, а досега не се најавени официјални гости од државниот врв на Бугарија. Најавени се бугарски граѓани кои ги организира Фондацијата Македонија на чело со радикалот Виктор Стојанов, кој пак вчера извести дека македонската полиција ќе ги чека на граница и ќе ги обезбедува за време на нивниот краток престој во Македонија.
Од полноќ малопродажната цена на евродизел се намалува за 2,5 денари за литар, додека малопродажната цена на екстра лесното масло за домакинство се намалува за 2 денари. Малопродажните цени на бензините Евро Супер БС 95 и Евро Супер БС 98 и на мазутот не се менуваат. Од ноќеска на полноќ Евро Супер БС 95 ќе се продава по 84 денари за литар, Евро Супер БС 98 86 денари за литар. Дизел горивото ќе биде 82 денари за литар, а маслото за домакинство 80,5 денари за литар. Во текот на вчерашниот ден, во периодот од 12 до 16 часот, на територијата на земјава е спроведена акциска контрола на возила што вршат јавен превоз на ученици за зголемување на безбедноста на учениците од дома до училиште и од училиште кон дома. При контролата констатирани се 65 сообраќајни прекршоци, при што 3 возила се исклучени од сообраќај поради истечена регистрација. Упатени на вонреден технички преглед се 21 возило. Сообраќајните контроли за зголемување на безбедноста на учениците од дома до училиште и од училиште кон дома продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до сите да ги почитуваме сообраќајните правила и прописи и на тој начин сите заеднички да придонесеме да се зголеми безбедноста на децата и на сите нас, се вели во соопштението. Времето денес метеоролозите најавуваат променливо облачно време. Дневната температура ќе достигне 8 степени, а утринската ќе биде -2 степени. Ви благодарам за вашето внимание и имајте пријатна вечер.